Како да го направам ова видео да биде топ? Да го снимам според сите онака стандардни што ги замислувам не ми јасно. Океј, јас сум Снежана, кутии Xbox. Правам кутии веќе 4 години. Рачна изработка по нарачка, значи по ваши димензии, немам никакви готови кутии, не препродавам кутии. Почнав да го работам ова пред 4 години кога го имав првото дете, значи кога родив првото единственото дете, какво прво дете. Кога го родив моето дете и кога работодавецот кај што работев тогаш ми удри клоцата, грубо кажано, и грубо и беше ствари. Значи он ми ветуваше дека ќе останам на работа доколку не го фатам услово за 6 месеци и после тоа ќе ми дало на мене као плата, не знам што, не знам како. Меѓутоа кога се породив и кога не го исполнив услово за 6 месеци, значи он ми кажа јас ќе те одјавам, не можам да те држам кај мене на работа, немам услови финансиски и тоа се. И нормално јас од тука почна веќе да размислувам како да продолжам, што да работам. Имам работено на неколку буквално небитни работни места и тоа работно место, значи тоа беше фотостудио, многу ми се допаѓаше. Меѓутоа значи не можев таму да останам. И што ми остана, некако сплет на околности, во некое друго видео ќе кажам што конкретно се случи, нормално, ако има интерес за тоа. И ако ми текне да го снимам. И случајно јас почнав да правам кутии. Рачно изработени кутии. Првата нарачка беше после 6 месеци. Да, првата нарачка беше после 6 месеци, откако почнав да правам кутии. Значи јас правев кутии, ги ставав на Facebook. Се до оној ден кога не се јави една прва невеста, првата муштирика ми беше невеста, која што бараше да се прават кафеави кутии, во кои ќе ставела покана со цвет. Имаше многу боја замисла девојката и ги направив. Тоа ми беше првата нарачка, прв пат ги ставив на Facebook и така почна да се тркалат работите се до сега. Тоа се 4 години веќе. 4 години и 2-3 месеци. Сакав да го снимам ова видео, односно ова го кажувам за да можам да добиам, да дадам впечаток дека всушност до некаде знам што зборам. Значи не е дека јас не знам што зборам за ова што го кажувам. А ми се случи вчера една многу неубава случка, која што ме потикна да размислувам и да си ги кажам своите мисли јавно, нормално. Бидејќи YouTube е прекрасно место кај што можеш да кажеш тоа што го мислиш. И некој да те отера некаде, а некој да ти рече се сложувам, го имам истото мислење како и тебе. И тоа би било за мене бинго. Многу е лошо кога во животот, во работи кои што се работат како моја што имам јас, многу е лошо кога ќе се создаде една пукнатина, една луп, еден простор, каде што буквално она no man's land. Значи ничија вина не е, ничие место, значи ни си ти крив, нити тој што е нарачар нарачката крив. И се создава една пукнатина која што секогаш, која што се очекува од клиентот, секогаш се очекува ти да ја пополниш. Значи, односно ти да ја признаеш грешката. Знаеш, ќе си ги ставам на чајте по сигурно се чувствам. И таква ситуација се случи вчера. Односно, таа ситуација почна скоро пред недела дена кога девојчево ги нарача кутиите, а ситуацијата се случи и ескалира вчера. Значи, јас во овие 4 години научив дека морам да бидам многу експлицитна и да до детали, што повеќе детали да им давам за кутиите што ги правам, со цел да не се случат вакви работи. Меѓутоа, да речеме, некогаш се создава празнина, не сакајќи, и се случува. И она мене ми ги нарачува, јас си кажувам, знаеш, дека се од 300 грамски хамер. И пуштив 7-8 фотографии на кои што
Има кутија од 300 грамски хамер, значи се гледа дека е тоа хамер, не е тврд картон. Значи ја не го кријам тоа. Ако отишла на сите тие 6-7%, она ќе прочиташе дека се тие од 300 грамски хамер. Значи се гледа, кутиите се гледа дека се од хамер. Плюс, во последно време ми се обраќаат луѓе кои што ми бараат кутии за накид, меѓутоа меѓу првото или ако второто прво прашање, нели, е дали имаат сунгерче. Значи, они сами прашуваат, а дали имаат сунгерче кутиите? Ја им кажувам, значи, не, кутиите немаат сунгерче и не ги правам со сунгерче. Освен ако не се 60-70, па ја, не е важно, значи не ги правам со сунгерче. Девојче не ме праша такво нешто. Значи, имам јас константно правам кутии кои што се без сунгерчиња и они се одушевени се од кутиите. Многу ви благодарам, вака, онака. Стварно имам многу позитивни реакции за кутиите и тоа онака многу ми значи. Кои ќе ми пишат после, ќе ми кажат, не ви кажав, ве заборив да ви кажам дека супер е кутијата. Ја викам топ, викам ситуација што викаат, нели, win-win situation, значи и двајцата добиваме. И вие сте добили прекрасна кутија, и јас сум добила пари за таа кутија и плюс се задоволни. Тоа е многу убаво. И вчера девојкава ги носам кутиите. Сумата беше неде 2200. Значи не е ни многу. Сум земала и многу повеќе од тоа. И девојкава ми пишува, јас си отидов таму, баш ги донесов до дом. Што би сум не го правам, ама добра, ајде беше во блиска населба, значи населба до населба сме и ги однесов до дома. И не и наплатив нормално. Девојкава ми пишува после кратко време, јас додека се вратам, нели, додека уклучам интернет, ми вика кутиите ми изгледат многу ефтино. Не замислував да се вакви. Зашто не ми кажете дека немаат сунгерче? Јас сакам да ги вратам кутиите. Жолчната расправа траеше, че требаше вака да направам. Жолчната расправа помеѓу нас, да ја наречам жолчна, траеше едно добри 5-6 минути, знаеш, тоа е текст, поготово напишуваше, текст. Викам, ама чекај малце, викам, значи, кој, какво сунгерче, значи, нема ниту една кутија, нема сунгер, значи, ова, знаеш, почнавме да се превртуваме, да се докажуваме лево, десно. Викам, не можам да ви ги вратам парите, викам, не е само, викам, материјалот, викам, не сум вложила само материјал таму во тие кутии, но и работа, знаеш. Не ми остави, не знам, сега вака си размислувам вечерва, нели еден ден помина, може би да настапеше малце почовечно, може би ќе смислев некаков начин, да некако поинаку да изреагирам, меѓутоа девојка толку арогантно настапи, што буквално, значи, не ми текна ништо, не ми остана ништо друго, туку да кажам, извини, не ти ги враќам парите, значи нема назад. Поизработени се по нарачка, јас тие кутии нема да можам да ги... А што е најтрагично, имаше стикер со незиното го дозгоре, што значи што ќе им правам на тие кутии. И она почна да ми става енгри човечиња, оние љути човечиња на сите постови и на 5-6 постот пишуваше, на 5-6 поста пиша за никаде, лажговци, едно нарачаш, друго добиваш, нормално, јас земав па ги избришав сите постови, зашто ми е до овде. Најискрено ми е до овде, а до овде ми е затоа што во последно време поготово имав многу ситуации, така кога буквално сум ги почнала кутиите, знаеш што, корона има цело клас, не можеме да го држиме наставно, да ги откажуваме кутиите. Океј, останувам оштетена, тоа е тоа, и ред други ситуации. Но она што за мене е чудно, статистички гледано, е дека морам ова да го кажам. Не ми е лесно да го кажам ова, ама морам да го кажам. Еднаш кога дури пишав пост во група пишав пост, устари не знам, го купи продај некоја таква, и навистина бев исплюкана заради тоа што го пишав, меѓутоа пак ќе го кажам. За жал, 99% без пардон враќаат кутии или нарачки од друга националност.
if you know what I mean. За жал. Значи, не сакам да бидам како беше она фашист. Не сакам да бидам фашист, меѓутоа искуството од моје досегашно 4 годишно го кажува тоа, дека за жал сум имала кутија нарачки, врекички, кесички, значи нарачај по нарачка кесички од друга националност ги нарача, не е важно која, каде што буквално значи ми ги врати. А јас 3 пати го прашав. Дали е димензијата добра, зашто со ова кути кесички по нарачка нема да може да ги продадат. Да, добри се, да. И потоа кога ми дојдоа на моја адреса тие кесички, мене ќе му удреше срце в удар. И кога му се јавив, кога го прашав hello, what's going on, он ми вика, па знаеш, као не е ништо, не е big deal, знаеш, као не е страшно. У секоја компанија ми вика, у странство може такво нешто да се направи да ги вратиш производите. Викам, ала, викам ракотворец, не компанија, no. Ужас. Значи, тоа сакам да го кажам. Значи, за жал, во 99% од нарачателите од друга националност ги враќаат безмилосно, без пардон, без извини, ама знаеш, не. Морам да кажам дека во моето досегашно 4 годишно искуство, работата со македонците, така да се изразам, да бидам јасна и гласна, ми била искрено кажано многу добра. Значи, има случаеви стварно, значи, ќе се случи нешто, али тоа е процент што може да се премине, значи, преку него, нели? Значи, окей, се случува се и најчесто знаат да кажат извини, значи ова, она, значи стварно гледаш дека некоја ситуација има. Меѓутоа, за жал, ова друго е, нели, останува како статистички податок, мој личен. Значи, мене лично тоа ми се случува. Како сега што да правам? Значи, си ја кажувам, нели, вистината си ја кажувам. И сета ова ситуација, што се случи, ме натера синоќа да се и оваа ситуација што се случи, тоест и една книга што прочитав сега пред неколку дена, ме натера да се замислам и да посакам, нели, јас можам да посакам и некои тоа се утопистички идеали, нели, да овој свет